Почитувани, дали по откривањето на мега скандалот, кој отвара сомнеж за местење на 320 милионски тендер за ископ на јаглен во рек Битола, за фирмата Пелистер ДОО Битола, која важи за блиска до врвот на СДСМ, во средата, 11 април, експресно е направена промена во тендерската документација. Ова е оригиналниот документ од јавниот повик, каде јасно се гледа дека единствен критериум за избор на економски оператор е да има ископани минимум 900 тони јаглен во последните 3 години. Ваквиот критериум го исполнува само една компанија во државата. Ова е објавено на 15 март. Овој документ од оваа страна е измена на тендерската документација која е направена пред 3 дена, токму кога ВМРО ДПМН предупреди и објави сомнеж за постоење на криминална шема за испомпување на пари од буџетот директно во џебовите на оваа криминална власт. Согласно овој документ, тие додаваат уште еден услов, цитирам, 900 тони јаглен или 1 милион метри кубни јаловина. Дали ова се прави за да се затскрие скандалот дека тендерот се мести само за една компанија? Дали на денот кога собранието одлучуваше за прашање на доверба на владата, каде пратениците на СДСМ ја воспеваа оваа безидејна и криминална влада, зад кулисите ги промени условите, бидејќи беа фатени во тесно. Откако се фатени во флагрантно местење на 320 милионскиот тендер за сметка на Пелистер ДОО Битола, власта се впушта во промена и во веќе објавен тендер покри првичниот и единствен критериум ископувачот да има ископано 900.000 тони јаглен во последните 3 години, услов кој го исполнува само Пелистер ДОО Битола, се внесува и алтернативен услов за на тендерот формално правно да можат да се јават и фирми кои имаат ископано 1 милион метри кубни јаловина. Услов кој може да биде исполнет од поголем број на фирми кои се занимаваат со градежни работи. Власта е фатена во милионски криминал кој не може да го сокрие. За ваквиот начин на постапување мора да има одговорност. ВМРО ДПМН бара овој тендер веднаш да биде поништен и да се распише нов со еднакви услови за учество. Истовремено го повикуваме јавното обвинителство по допрен глас да отвори истрага и да утврди кривична одговорност за сите вмешани во случајот. Граѓаните очекуваат од институциите да работат во нивни интерес, а не во интерес на власта. Буџетот не смее да биде средство за полнење на џебовите. Оваа власт покажа како не смее и не треба да се работи. СДСМ е равенство на криминал и корупција. Оваа неспособна, безидејна и криминална влада мора да замине. Благодарам.